Ништо од реализацијата на петтиот пакет економски мерки за помош на стопанството и граѓаните кои премиерот ги најави уште минатата недела. Кризата се продлабочува, од владата нема ништо ново, освен досега кажаното дека се само во подготовка. Државната помош која сите со душа ја чекаат се уште е само во најава. Од Стопанската комора вела дека предлозите биле навреме доставени и сега се чекало на нивна презентација. Конкретно конципирање на конкретни предлог мерки се уште нема. Ќе оставиме простор бидејќи владата ги направи тие најави за време на викендот, дека се уште е во тек преговорите со засегнатите страни. Апел до владата за измена на последниот сет мерки кои сметаме дека нема да даде резултат, односно дека поизвестна мерка не е добра како што треба. Бизнисмените веќе немаат надежи дека нешто посебно ќе помогне, зашто состојбите биле загрижувачки, а според нив производството драстично опаднало. Вела досегашните мерки во голем дел биле промаршени и не ги дале посакуваните резултати. За разлика од претходната, односно минатата четврта мерка, воопшто не даде резултати и покрај потрошените значителни средства за таа намена. Ние сметавме дека првите мерки кои што беа воведени, беа помали, меѓутоа требаше да се продолжи во тој правец, а веќе имаше поставена инфраструктура. Беа издадени картички за таа намена, може само да се продолжи во таа насока. Со реакција се јавија и од Сојузот на стопански комори, кој бара да се обезбеди континуитет на поддршката, која ќе овозможи да се зачуваат работните места и да опстанат предпријатијата. Барањата на ССК, преточени во 15 мерки, официјално се доставени до владата, каде аргументирано ги образложивме во преговорите за петтиот пакет кој се во тек. Очекуваме што побрзо да биде дефиниран, пошто ќе може да имаме повеќе податоци за негова содржина, начинот на имплементација и ефектите кои ќе се постигнат, велат од ССК. Според бизнисмените, мерките мора да бидат насочени кон малите и средни компании, зашто тие се и најмногубројни во Македонија. Инаку петтиот пакет мерки ќе тежи 50 милиони евра, но прашањето е колку тие ќе бидат од полза на стопанството. Иако земјава подитно не добие вакцина, стопанствениците се песимисти дека владата ќе може и натаму да помага, па така фирмите ќе тонат уште повеќе, а бројката на невработени ќе продолжи да расте.